Во овој разговор со магистер Киро Бојаджиски зборуваме за заболување на простатата кај мажите. Поточно за какво заболување е заболувањето на простатата, за воспаление на простатата и симптомите пропратени доколку добие мажот воспаление, бенигно заболување и малигно заболување на простатата. Како сите овие заболувања може да се излекуваат на природен начин со лековити билки и секако втор и најнепожелен начин е хируршки зафати. Зборуваме, како што кажав, со магистер Киро Бојаджиски. Добар ден, добро ни дојдовте повторно во емисијата на Канал Плюс. Добар ден, добро ве најдов. Сега тешко на мажите. Ово е исклучиво машко заболување на простатата, затоа што жените имат среќа, немат жлезда простата или проста, како ја они викат. За среќа, организмот на жените е граден така да нема потреба да има простата за спречување на неконтролирано мочење, затоа што системот за заштита од неконтролирано мочење кај жените е на двоен начин другојаче регулирано со така наречени сфинктери или прстени на органите од дека се испушта мочката од бешиката и понатаму од мочоводните канали. Често може да дојде до воспаление на простатата кај мажите. Кои се симптомите и кои се причините за да дојде до воспаление на ваквиот орган? Или жлезда, како што кажете? Причини има многу, но симптомите се кај сите луѓе различити. Секој човек другојаче го осека заболувањето на простатата, но симптомите се скоро сите со еден почеток, при кој доваѓа до отежнано мочање, со пецкање при мочањето и со често прекинување на мочањето. Моча, па малку прекине, па потоа пак моча, пак прекине и пак моча, што е знак дека простатата е отечена од разни причини. Кога зборуваме за така обичното, да кажем, заболување, отекување на простатата, има многу причини. Една од тие причини, најбанално е да кажеме прохладата и пиење постојано на ладни течности, како што е ладно пиво, ладни сокови, ладна вода, јадење на сладолед и така натаму, што може да се каже дека после известно време поминува заболувањето од тоа натекнување, само отекување на простатата. Но во колку има веќе заразно заболување на простатата, кое најчесто се пренася со сексуалните односи, со тоа се луталици мажи кои одат неконтролирано и без заштита, одат со сумливи жени кои што најчесто имат или бело прање или некои други полни болести и доваѓа до инфекција на простатата која што она личи како на еден бадем, не е тоа голем некој орган, колку плод од бадем, руштен плод од бадем, доваѓа до отекнување, до заболување и до стеснување на пролозот на каналчето кое што е меѓу двата дела на простатата. Едноставно доваѓа до полузатнување или затнување на простатата. Со тоа што, тие симптоми што ги рековме сега, се јавува многу лошо. Таков човек многу често ноќе мора да моча по 5-6 пати, ако не и повеќе, со болови, со напори да моча, но не може да моча. Доваѓа до потечување на стомахот, долниот дел, но што е многу лошо, доваѓа до наталажување и на одредени соли, како што се хлориди, урати, калциумови соли и така натаму, карбонати, и тие стварат додатни заболувања не само на простатата, но доведува до заболување и на бешиката, кај што се стварат камења или песок, заболување на црниот дроб, заболување на бубрзите во кои што обавезно почнува стварање на песок и така натаму. Со еден збор, заразното заболување не треба уопште да биде потценување, затоа што ако тоа не се лече на време, замахот за заболување на простатата е поголем. Сега имаме, да кажам така, бенигно заболување, природно отекување на простатата, не малигно. Малигно значи рак да има, при кој простатата од разни причини малку отекнува и го стеснува мочоводниот канал кај луѓето. Тоа е исто така
појава при која заболениот тешко моче има болови при мочењето. Има пецкање, има болови и моче, да, така да кажам, на рати. Моче, па прекине. Па после поново моче и таман завршал мочањето, поново му се моче, таман легнал после мочањето да спие, поново му се моче, што е сигурен знак дека има такво бенигно заболување, но нема крв во мочката. Оној кој ќе примете дека има такви тегоби, отежнано мочење, но и појава на крв или сукрвица во мочката, најверојатно се работи за оно што е најнепожелното и најтешкото, дека има малигно заболување, Но треба сепак да се провери, така. Карцином на простатата и тука лечењето е многу отежнано, ќе мора да се оде на хируршко лечење, затоа што ако и тоа продолжи, неговиот живот е многу озбилно загрозен. Така да ја препоручувам да на време се започне лечењето. И да се свати сериозно секое воспаление на простатата, така? Така е, не само многу често и докторите се во недоумица. Он се жале дека тешко моче и ќе опратат на рентген, има каменче во бешиката, има песок. Имено при малку одминан стадиум, кога нема редовно мочење, редовно во бешиката се стварат карбонати, хлориди, фосфати, соли, песок, кој со тек на мочењето човекот може да ги измочи, важно. Но за тоа треба специјална, да кажеме, нега, употреба на чаеви кои што ги дробат каменчињата, стварат нагон за мочење и он ги измочува. Малку со маки, малку со боцкање и така натаму, но ги измочува. Тука треба многу внимателно и докторите да внимават за тоа што може да се десе од една погрешна дијагноза да се накалеме да дојде и до усложнување на заболувањето. Не се работи тука значи за песок, него се работи за појава на заболување на простатата. Инаку да кажам, заболувањето на простатата зима голем замав, некогаш е било 3-4% кај мажите. Денес се по светските овака, да кажам, и учебници, ако сакате, и светската стручна литература, процентот на заболување кај мажите на простатата е околу 13%. На што се должи зголемениот број? Зголемениот број се должи многу често на лошата исхрана и на појавата на заразни болести кај луѓето, но и од, да кажам, на жалост, и од воените дејствија на разни места, од употреба на уранити во муницијата, во бомбите, во артилериските зрна и тие радиоактивни материи од уранитите доведуваат до загадување на водите. И тука имаме општа појава на делување на уранитите, на радиоактивните елементи на човечкото здравје, со појава на анемија прво, потоа со појава на леукемија, појава на рак на најнежните органи, како што е црниот дроб, на бубрзите, на белиот дроб и така натаму. Но во овој случај тоа е, да кажам, еден тежок злочин на човештвото кое само себе се уништува со употреба на уранити, ковајаги, блак или осиромашен ураниум. Но ураниум од сиромашен или блак или богат, он разградувањето негово трае повеќе од 40 години. Сега за 40 години мина 2 генерации на млади луѓе кои што може да се осетат погодени и да имат последици од тоа. Среќа ние Кочанскиот крај изобилува со лековите и билки кои може да помогнат при ваква состојба, при вакво воспаление на простатата. Пред да ги кажете чаивите и билките, само ќе споменам дека можете повторно да се јавите во емисијата после разговорот со магистер Киро Бојаджиски, кај емисијата кај Ана и Никола, и можете првиот кој ќе се јави ќе се ја добија оваа книга 201 најлековити чаеви од нашиот гостин. Тука ги имате сите чаеви со кои изобилува Кочанскиот и Осоголскиот крај и секако нивната намена и нивната употреба. Добро. Кои билки можат тука да помогнат при вакво воспаление на простатата? Да кажеме за билките, да кажам дека Кочанската котлина и осоговието, котлината не, него осоговието има повеќе места појава на ураниумова руда. Ние имаме кај Пресека таква руда. Имаме и сега кај браната што се градеше на Злетовица.
Има во рудниците за олово и цинк, во Саса, во Добрево, има во Тураница. Така да и природните води кои ги имаме ние, особено површинските кои течат, имат с големен процент на радиоактивни материи, но тие се, да кажам, без паника кај народот во границите кои се толерантни. Па така да кажам да ова машка болест може да биде многу брзо лекувана ако на време се започне да се лечи, без оглед на која категорија на луѓе, дали се млади, дали се средовечни луѓе или возрастни луѓе, може, а лековитите растенија што ние ги имаме навистина се Божи дар за лекување на простатата кај луѓето. И ево да кажам, за млади кои што се многу недисциплинирани во животот, јадат се и се што. Брза храна споменавме. Секоја емисија ја споменуваме. Многу млади стапуваат во сексуални односи без никакви заштитни средства. Тука е алкохолот, цигарите повторно. Алкохол, цигари, но и дрога. Знаат понекогаш да испушат некоја марихуана или, не дај Боже, и да шмркат по нешто. При тоа, едни од најосетливите органи, внатрешните органи, покрај тие што ги знаеме како најосетливи, како што се белиот дроб, црниот дроб, слезенката, панкреасот и така натаму, бубрезите, е и простатата. За неа, значи, многу мора мажите да водат сметка колку сакат да не се доведат у ситуација, покасно да се кајат за 5-10 минути уживање или за неконтролирано користење на одредена храна која што ја предизвикува ова опасна болест. Па така, ете, за млади би препоручил овака троскот. Тај проклет троскот што земјоделците него сакат да го видат, а не да го имат у нивите, е многу лековит. Тоа е едно од најлековитите растенија и кое има преживеано вулкански изригнувања, планети, метеори, ударања, радиоактивни дождови и што ли не, и троскотот преживеел и ден денешен на неговата старост се цене некаде околу 350.000 години. Ситница, нели? Ако он успеал да преживе 350.000 години, тоа е знак дека у него има некоја природна сила. Таа природна сила се состои во неговите алкалоиди кои што ги има и кои што делуваат и антибактериски и антигливично, но во исто време делуваат и на проширување конкретно на простатата, но и на дробењето на песокот и на камењата во бубрезите, во црниот дроб, во бубрезите, во бешиката, што е многу интересно и во жорската. Сега, троскот имаме на сите страни, не треба да го опишуваме, но треба да се бере белиот корен на троското, не зелениот лист од озгора. Тука се зимат за младите у ова комбинација 60 грама троскот, корен од троскотот, конска опашка или наддавка, не ја знае нашиот народ, 50 грама, леска кора или лешникова кора, 50 грама, може и лисиот лешник, но нешто поголема доза, околу 60 грама, жалфија и шипки плод. Ова сречна комбинација за младите е извореден лек и може да ја подобри битно ситуацијата со воспалена или отечена простата. За некои 8 до 12 дена максимум он може да биде здрав и да се осеќа ако се работи за млад и за работоспособен. Па од овие причини сакав да нагласам дека младите што му сето таквите гоби треба да се користат со овој чај. Натаму јас би препоручил и еден чај за средовечни или работоспособни луѓе. И луѓе кои се во фаза на репродукција на свое потомство. Тие исто така се, може да кажам, многу важна категорија после младите и најважно за тоа што од нив екзистира фамилијата, но екзистира и светот. Они се животоспособни, имат деца и така натаму. Овој чај за средовечни луѓе е добро компонован и содржи стварно многу лековите растенија кои што ударно делуваат на подобрување на воспалената или заболена простата. Тоа е така. Мајчина душица 60 грама, ајдучка трева 40 грама, свила од пченка или мустаки од пченка, како ја викаме ние народно, 40 грама, троскот корен без него не може, 60 грама и шипки плод 40 грама.
Мајчината душица делува смирително и психички, но и смирително на органите за варање и органите за исфрлање на мокрачета. Медучката треба извонреден лек за тоа што она има во себе природни антибиотици, како и мајчината душица. Свилата делува омекшително на простатата и делува да ја проширува. Троскодот си го врши она функција за пред малку што рековме проширување на простатата и убивање на бактериите и гливиците и жипките плод кои содржат и алкалоиди, но и премногу витамин С, кој е апсолутно потребен за општо закрепнување на организмот. И најпосле чај за возрастни луѓе се онаа категорија за која ете јас сум загрижен, но они сами за себе не се така многу загрижени. Тој чај е овака компонован и ја би ги молел да го тоа така практикуваат, да запишат и да се користат со овој чај за тоа што тоа е извореден и многу ефтин лек. Овака, тоа е кора од леска или лисје од леска 50 грама од давич. Тоа е лековито растение, но е многу горчево, но за таква категорија која не слуша таков лек треба. Потоа троскотот е неизбежен, корен. Никош во горчливото е лекост, така ли? Така е, па сите лекови носат име амаро, а амаро значи горко. Тука е троскотот поново со 60 грама, тука е и копривата, малку да ги изгоре за тоа што они онака не слушат, но копривата е добар лек за простатата и шипки плод 40 грама, а коприва околу 60 грама. Ја би рекол дека сите овие три чаја треба да се варат не многу долго време, 5 до 6 минути, но поклопено, не откриено, поклопено и да се пазе да не претечат. Потоа чаевите треба да бидат тргани и да отстојат најмалку 2 часа. Поклопено. Значи се пие млак. Се пие млак. Сега чаевите можат да бидат овие чаеви засладувани, особено овој последниот кој е горчлив, да бидат засладувани со мед, може со шеќер, но поварно со мед, или со натрен, со вештачки засладувачи, по вкус. Кој колку сака може да си ставе, но морам да кажам дека лечењето на простатата со овие чаеви е релативно кратко. Некаде од 8 до 15 дена он е животоспособен, здрав, нема пецкање, нема болови при мочењето и моча редовно онака како што мочал и порано кога не бил болен. Така да препоручувам да се држат за овие совети и за ваквата примена на овие лековити чаеви. Овие три лековити чаеви што јас ги препоручувам, гледам дека ги има многу често и во сегашните да кажем разни лекови, вендоксин, простамол и така натамо. Гледате и на телевизија, машка болест, машки лек. Па ако сакате да знаете ова машка болест и машки лек е баш овој вториот чај. Вториот чај што овде го јас препоручувам повеќе од 30-35 години. Одеднаш испаѓа некој го компонирал или препишал од некаде и го комерцијализира во таблети или во течности. А сега го има и во капсули. Така да релативно оно што го знаеме дека може човек да си помогне со чај, може да се направи таблета, може да се направи капсула, може да се направи и инекција. Но најлоша варијанта на лекувањето е околку е поодмакнала болеста е хируршките захвати. Ја за несреќа оние кај кои се уште бенигно заболување, а мора да идат на операција заради закречавање, да кажеме, воросување на простатата, шансите за нивен нормален живот се многу големи, уствари се излекуваат. Сегашното лекување хируршко на бенигно и друго заболување, без да кажам за малигното заболување, е спасително. Но околку се работе за малигно заболување на простатата, каде што мора да се применуваат хируршки захвати, луѓето се изложени на голем животен ризик. Така да од светската литература за операција и постоперативно опоравување, негде животот може да биде продолжен максимум за 2 до 3 или 4 години.
Така да ово не го кажувам за да ги фане паника луѓето, него да знаат дека треба да се на време презимат мерки, да не се доведат у ситуација да дојдат до хируршки нож, при што, особено ако се работи за карцином, животот ним ни е пола-пола. Да кажем, повеќе пола во раците на хирурзите, пола во раците на Бога. Верувам дека успеавме да кажеме многу совети за здравието, за подобрување на здравието на луѓето и за воспаление на простатата. Имате уште нешто да додадете? Имам да додадам дека треба диета. Диета. Не треба да се пуше, да не се пие особено на жестоки алкохолни пијалаци, да не се на некој начин прејадуваат луѓето, да не јадат пресолено луто. Лутото и пресоленото се апсолутно непотребни за тоа што го надражнуваат целокупниот, да кажам, систем за варење, вклучувајќи од стомакот, тенките црева, потоа црниот дроб, бубрезите, слезенката и така натаму. Но не треба да се јаде и масно и многу брза храна. Луѓето треба добро да си ја жвакат храната и да избегнуваат конзервирано и црвено месо, сушено и пушено во кое што има адитиви, штетни адитиви. Јас многу пати повтарам, тие адитиви се од додавање сол или шеќер или се и мешано шеќер и сол и додавање на вештачки ѓубрива како што е уреа или шалитра кои што делуваат разорно на внатрешните органи на луѓето. Така да избегавајте ги, послушајте ми, избегавајте ги кобасиците, шунки, чајни кобасици и други ред кои ги има така пушени, сушени и така натаму. Да препоручувам луѓето кои имат тегови со простатата, мажите да вршат редовни контроли, а тоа многу лесно се утврдува сега. Дури постојат комплетни апарати со едно одење, одеднаш добива 7-8 резултати. Како што е, да кажеме, крвотокот, срцето, работата на сите внатрешни органи, така и за состојбата на простатата. Со едно снимање има комплетна една клиничка слика, такви апарати има, не знам дали има во државните болници, во приватните има и сите се по порекло најчесто од Јапонија. И со еден таков преглед секој човек која не кошта многу, која не чини многу, може да си ја види целокупната здравствена состојба, па дали и некои од другите заболувања е причини за заболување на неговата простата. И што треба да се преземе тоа, штом се утврде причината, многу е полесно да бидат преземени мерки на заштита. Така, драги мои, оние кои се луталици по разни сумљиви жени, водите сметка дека можете дома да си донесете и вие да бидете заразени, да упропастите вашата простата, но и вашата фамилија. Водите сметка што јадете, што пиете. Водете сметка дека треба да се движете, да работите и да шетате по чиста средина, но и да не се доведувате у една стресна состојба која што може само да е лоша состојба, така и оболениот. Благодарам за разговорот и за советите. Благодарам и дај Боже на мажите да бидат на некој начин поштедени од ово многу сериозно и многу досадно заболување. Благодарам. Благодарам и јас.